Добро прашање. Тука имаше една дилема помеѓу сообраќајните експерти, дали е поминување на црвено или не е поминување на црвено и така натаму. Дали е сообраќајен прекршок? Да е, но не е поминување на црвено. Зошто? Затоа што сте поминале на зелено. Да. И тој сообраќајен прекршок има друг третман, нема да има третман поминување на црвено, па забрана за управување на моторно возило и така натаму, заради тоа што не е таков прекршок. Туку ќе има третман на забавување на самата или отежнување на движење во рамки на крстосница, кој што е посебно дефиниран во рамки на Законот за безбедност во сообраќајот. Мислам дека таму беше, не ме држите за збор, ама негде околу 45 евра казна која што е дефинирана согласно закон. Значи, возачот мора да направи проценка дека сообраќајот ќе се закочи доколку помине на зеленото, на зелено светло и мора да застане за да не ја пропречи движењето на раскрсницата. Но неправедно е, имаше во рамки на овој тест период и такви ситуации кои што ги констатиравме. Првично беше поставен првично камерите ви идентификуваа како да сте поминале на црвено. Зошто? Заради тоа што ве фаќаат во опсегот на забрането движење и покрај тоа што сте влегле на зелено, но тоа го отклонивме и повеќе нема да има повеќе тој прекршок нема да биде констатиран како поминување на црвено со забрана, туку ќе биде констатиран како угушување на крстосница, кој што дополнително ќе го внесеме во рамки на Safe City и ќе може во иднина да се процесираат и такви прекршоци. Но имаме и ситуација кога треба да помине брза помош, која има вклучено сигнализација. Па мора да направиме пат, да се тргнеме настрана, тоа е во рамки на пешачки да застанеме, иако е црвено и светло, мора да реагираме. Прашање е сега, тука иде више и она оперативно работење на Министерството за внатрешни работи. Кога ќе стигне прекршок, ако стигне прекршок на некој кој што во таа ситуација возач совесно го управува моторното возило и сега гледа сирена, мислам слуша сирена позади од брза помош, истиот се потргнува налево, да кажеме, и при тоа ја гази полната линија за да може да помине брзата помош. За така констатираниот прекршок ќе може да се упати до просториите на Министерството за внатрешни работи, да алармира за тоа дека истиот морал да се придвижи за да овозможи на брзата помош да помине. Ние ќе го констатираме тоа од страна на полициски службеници преку видеонадзорот кој што го имаме и тој прекршок ќе влезе во рамки на очигледна техничка, очигледна грешка која што е сторена од страна на системот.